Ребалансот на буџетот е во собрание, таму сетина дена ќе одлежи, ќе влезе во расправа, во собраниска расправа, ќе има и амандмани и се очекува некаде на крајот од јули да биде донесен и ќе се оствари она што го знаеме дека скоро секој ребаланс на буџет е околу јулски буџет, а требаше да биде малце порано, но еве, повторно го имаме во стандардниот период. Најавив во тизерот што одеше, односно во најавата на социјалните медиуми, дека гостинка во овој подкаст ќе ни биде министерката за финанси. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. Господјо Димитриевска Кочовска, го видовме буџетот, ребалансот на буџетот, се извинувам. Она што може да се каже е буџетскиот дефицит е 4,1% од бруто домашниот производ и тоа е интересна бројка, не го очекувавме, ние очекувавме малце понизок буџетски дефицит, но пред да отидеме на ребалансот, бидејќи тоа ќе ни биде централна тема во овој подкаст, иако ќе имаме и други теми, сепак би сакал да со нешто што беше многу актуелно пред неколку дена, а тоа е средбата со маркетите. Вие ве видов на фотографија од тие средби, бевте десно од премиерот и би сакал малце да ни објасните што се договоривте, бидејќи во изминативе 2 години може да се сублимира вашиот однос како влада со маркетите: закана, договор, закана, договор, закана, договор, но во суштина генерално има општо незадоволство од цените во маркетите, а општо незадоволство можеби и од владата од поведението на поголем дел од маркетите. Што се договоривте во суштина на таа средба? Малку грубо звучи закана. Добро, Морам да не се согласам. Еве, јас моја констатација е. Нели да не се согласиме, меѓутоа навистина зборот закана звучи многу лошо. Ако се заканувавме, најверојатно немаше да седнеме да разговараме. Сега ќе тргнеме од она на почеток. Седевте десно од премиерот, на лево од премиерот седеше министерот за економија, кој што е директно одговорен нели за таа комуникација која што ја имаат не само со супермаркетите, туку со дистрибутерите и со целокупниот приватен сектор, а некаде понадесно од мене стоеше директорот на Државниот пазарен инспекторат, кој што впрочем е директно инволвиран во целата таа работа и добива од прва рака, да речем, информации кога оди на терен. Мислам дека имавме одлична комуникација и соработка со супермаркетите, односно представниците на супермаркетите кои што беа таму. Дискусии од нивна страна, кои се нивни размислувања што се случува, дискусија од наша страна, предлог на председателот да ова е период во кој што и тие, како општествено одговорни компании, треба да потврат грб, ајде да кажеме, и малку да помогнат во целата таа ситуација. При тоа, постојано во дискусијата се зборуваше за основните прехранбени производи. Значи, целта на премиерот е комплетна заштита на граѓаните. И заради тоа се комуницираше повеќе во таа насока. Супермаркетите изнесоа некои нивни размислувања и проблеми кои што ги имаат во однос на законот за нефер трговски практики. Излезе од таа дискусија потреба понатаму да се комуницира и со дистрибутери и со останати правни субјекти во целиот тој синџир, така што владата ќе биде во постојана комуникација со сите овие правни субјекти. Се зборуваше нели за 3% да не може да надминат поскапувањата, некои, ајде да кажеме, барање од владата, но повторно доаѓаме до еден момент каде што тоа би било некако замолување нешто да направат, но генерално во пазарните имаше и ајде не е закана, но предупредување имаше дека ќе се преземат мерки против маркетите ако не бидат кооперативни, но овој проблем со маркетите не постои 2 години, е изразен во последниве 2 години кога повторно се врати инфлацијата како една од централните теми, но постои пред тоа со старата влада, па го донесоа законот за нефер трговски практики. Вие не сте надлежни за тој закон и нема да го коментираме, но од друга страна сте дел од креирањето на можностите за да ги натерате пазарно некако да се коригираат, да влијаете на пазарот, да не можат да биде на основа на замолница до маркетите да бидат добри, туку да ги натерате стварно да бидат добри и да не имаат големи маржи, големи заработки, односно да бидат во интерес на граѓаните, бидејќи најмногу ги нервира граѓаните кои ќе отидат во маркет и ја гледаат крајната цена. Дали едноставно се пропушта можноста 4 години да се изнајдат пазарни механизми да се натераат маркетите да бидат, ајде да кажеме, не општествено одговорни, туку да работат
пазарно и да ги снижат цените. Неблагодарно е сега само да ги ставаме во уста супермаркетите, затоа што од сето она што тие го изнесоа, јас повторно ќе кажам, не сум министер кој што е директно надлежен за ова и не сум видела бројки. Тоа е сето врз база на дискусијата која што имавме тама. Сепак, како човек кој што поготово, ајде да кажеме, добар во анализа на нивните бројки, но не сум ниту имала време, мојата проблематика е сосем поразлична, не би кажала дека проблемот е само кај супермаркетите, најверојатно тој синџир секаде некаде има некаков проблем. Но она што, например, премиерот го истакна на тој состанок беше дека за него има многу големи нелогичности во однос на тоа да ист тип на производи во соседството и тука имаат различна цена, односно во Македонија за одредени производи имаме и повисоки цени од оние во соседството. И сега нели нормално тука понатаму се развива тезата, ама еве на пример една соседна земја е многу пати поголема од нас со жители, па при тоа даде пример од една друга земја која што е помала од нас, и тоа речиси половина помала од нас со број на жители, но исто така има пониски цени од цените кои што ги имаме ние. При тоа се направи, ајде така да кажам, еден заклучок во кој што Државниот пазарен инспекторат во следниот период ќе треба да направи анализа на одредени фактури, меѓутоа од моментот на увоз или производство во земјата и во целото тоа движење додека робата не стигне во супермаркетите со цел да видиме дали навистина во овие ситуации имаме одредени компании кои што остваруваат многу поголеми профити и сепак имаат простор малку да, како што кажав, бидат општествено одговорни, затоа што ова не е состојба во која што само државата нели треба да помогне. Државата имаше мерки речиси 3 месеци, така што ние направивме максимум од сето тоа што го можевме. Првиот удар го ублаживме максимално, но ако сакаме да ги заштитиме граѓаните, сите сме заедно во ова и треба и тие малку да помогнат. Добро, тука ќе го завршам делов со маркетите, бидејќи сепак мислам дека има механизми пазарни што можеше до сега да се искористат не само од оваа влада и од претходната го донесе законот за спречување нефер трговски практики, но не направи можеби амбиент и не се продолжи со амбиент за да се снижат на пазарен начин на цените, но тоа тука ќе го завршиме, бидејќи тука министерот за економија би требало подобро да одговори што работи и до каде е таа борба, но одиме сега на ребалансот на буџетот, она што е. Можете да му дадете и предлози на министерот за економија. Гледам дека имате нешто вака. Не, има во јавноста, не, ја не давам предлози, јас сум новинар, јас само следам што се во јавноста, дека постојат начини да се делува, на пример, со либерализација на пазарите, со овозможување на други маркети да влегуваат. Има милиарда опции пазарни. Немаме либерализација, сега нов маркет влегува. Можеше и да влезе и претходно и други маркети да влезат и тоа да се поевтини за новите, да се поскапат лиценци. Влада секогаш била отворена за соработка со сите, така што не можам да кажам. Напротив, за овој маркет мислам дека еден куп министри беа инволвирани за да може да создадеме услови да се отвори. Да, но се уште не. Добро е што ќе влезе еден сериозен играч нов, но може да влезат до сега и 3-4 други сериозни играчи. Мислам ако се создаваше атмосфера да влезат, но добро, не имаше механизми, но ќе затвориме темава овде, тоа е прашање за Министерството за економија, како што реков. Одиме со она што е централно ваше, вие што сте одговорни, што го работите, тоа е ребалансот на буџетот. Во вторникот ги видовме бројките, веќе е достапен, исто така во вторникот вечерта достапен е документот. Морам да напоменам, се снима ова во среда, имав некаде околу неколку часа за да ги видам на брзинка бројките. Она што е прво што се забележува 4,1% од бруто домашниот производ е буџетскиот дефицит во милиони евра, околу 752 милиона евра, мислам дека е, ако не се лажам, буџетскиот, 750 милиони и 2 евра. Тоа е после во 2020 кога имавме 860-870 милиона евра во апсолутен износ, зборувам сега, милиони евра буџетски дефицит, втор најголем дефицит, другите се некаде под 700 милиона, иако има поголемо учество во бруто домашниот производ. Како стигнавме до 4,1% буџетски дефицит? Видете, не можам да споредувам баби жаби. Овој буџет е огледало на еден бруто домашен производ. Претходните буџети биле огледало на некој друг бруто домашен производ и затоа не можеме да зборуваме во апсолутни износи. Процентите постојат токму заради тоа, да бидат споредливи.
Не можеме да споредуваме нешто што не е споредливо. Но, например, еве пред да зборуваме за буџетскиот дефицит за 2026 година со овој ребаланс, убаво е да се потсетиме, например, какви биле буџетските дефицити, да речеме 2017, 18 и 19 година, некаде околу 200 милиони евра, тука негде 200-220 милиони евра како просек се вртиме во тој круг. И после онаа 2020 година, кога е 873 милиони евра или 8% од бруто домашен производ, веќе многу тешко е да се консолидираме, односно претходната влада има 4 години, период во кој што не успева да се консолидира, а потоа остава еден куп проблеми кои што исто така ќе ги зборуваме понатаму, нели, и зошто имаме сега повисок буџетски дефицит, што правиме и како правиме, на што е тоа резултат, но ова покажува дека не успеавме да се консолидираме 4 години претходно, а наследивме еден куп проблеми точно во оние месеци оставија пред да дојде до промена на власта. Но ако зборуваме за процентот, затоа што за мене тоа е она што е реално, 8% е во 2020. 2021 е 5,3, 2022 е 4,4, 2023 е 4,6. Сега 4,1. Требаше да биде 3,5 според првичните прогнози и според фискалната стратегија што беше донесена еден месец пред да биде ребалансот на буџетот. Значи, успеавте со ваквата бројка да ја анулирате фискалната стратегија само за еден месец. Како дојдовме до моментот на 4,1, бидејќи кога ќе ги споредиме бројките од ребалансот, гледаме дека расходите се зголемени, не се намалени воопшто, туку се зголемени за 189 милиони евра, при што морам да констатирам дека онаа народната овде важи, пола пие, пола шарцо дае, а тоа значи половина од овие 189 милиона, 95 одат за дополнителни капитални расходи, а останатите 94 милиона одат за други трошоци. Значи, малце чергичката, што се вика народски, е пуштена за дополнителни 94 милиона евра трошоци кои што не биле планирани со буџетот за 2026. Ајде ќе збориме можеби и за капиталните и квалитетот на капиталните инвестиции, дали треба да бидат толку високи во услови на криза и на нефискална консолидација, се уште немаме значителна фискална консолидација, но мене очи ми бодат овие 94 милиона дополнителен расход. Ајде тргнеме прво од она што го кажавте, еден месец после фискалната стратегија. Најверојатно вие од ваша страна кога седите и гледате, мислите дека фискалната стратегија се спрема за 3 дена и се доставува до влада, потоа владата ја доставува како информација на собрание. Меѓутоа тоа е еден обемен процес, исто како кога се подготвува буџет, затоа што фискалната стратегија во себе има 5 години. 5 години е многу тешко да бидат проектирани. Македонија е една од ретките земји во светот која што проектира за следни 5 години. Од првиот ден кога сум дојдена во Министерството за финанси, секторот за макроекономија постојано реагира дека ние сме единствена земја во свет која што може 5 години нанапред да гледа, и тоа сме го ставиле во законот за буџети, и постојано сум под притисок од тој сектор дека тоа треба да го промениме, затоа што во последните години посебно многу тешко може вие да испроектирате една криза, ќе измести се. Еве и ова не го планиравме што се случи, но се случи. Ќе го промените, така што ќе го промените да биде на пократок рок? Треба да поразговараме пред со меѓународните институции, да видиме зошто се побарало на 5 години, која е целта, кога однапред свесно се знае дека поготово последните 2 години се премногу далеку, за да може да имаме некаде приближни бројки или нешто слично. Ајде за 3, сите земји во Европа 3 години проектираат нанапред, постоечката. Добро. И плюс 3, но ние сме, не знам, може би некој сметал дали попаметни од другите, па имаме капацитети да проектираме многу понапред, што сметам дека не е во ред. Но сепак, нели, ова се дискусии кои што ние сме ги започнале со институции кои што се надлежни за оваа работа, и треба да видиме дали можеме да се согласиме по однос на ова прашање. Сега, што значи дека, како што кажа, станува збор за еден сложен процес кој што почна во месец февруари. Тоа е месецот во кој што почнавме со фискалната стратегија, а после месец февруари имавме еден куп, да кажам, нови ситуации
меѓу кои потпишување на колективни договори, нели одредени корекции кои што се случуваат, но исто така и реализација на капиталните расходи со една позабрзана динамика од тоа што сме го имале во претходните години. И како резултат на тоа, нормално се прават одредени корекции. Сега, во однос на расходната страна, вие велите пола пие, пола шарцу дае. На расходна страна ние имаме зголемено субвенции за земјоделие. Имаме зголемено трансфери и субвенции во образование, имаме зголемено трансфери за мој дедеве. Кој пие? Ги фрламе парите по вода. Зашто не беа предвидени со основниот буџет? Затоа што има одредени корекции кои што се случуваат, се менува просечната плата, едни пресметки се во тој момент, не се очекува, инфлација се менува така. Ние не сме ги не очекувавме дека ќе имаме криза, колку не беше инфлацијата проектирана на почетокот, па сега ја коригиравме. Сите тие елементи имаат влијание на пресметките и сето тоа прави корекции. Ќе зборуваме, ќе стигнеме и до пензиите. Ајде, една можеби од ставките на која што најмногу внимававме, се надевам дека до крајот на годината ќе остане и така, тоа е во делот на пензиите, каде што вие знаете колку е основицата, да кажеме, за исплата на пензии и пресметете 3% или 2% кога треба да се зголемат пензиите, колкав е тој фискален ефект. Така е. Сега замислете. Може ли да не скокаме на пензиите, да останеме на... Не е спорно. Сакам на пензиите да ми бидат башка. Добро. Не можам да се согласам, значи, со тоа дека ние правиме нешто каде што ги расфрламе парите. Имавме промени во агенцијата за ИПАРТ. Новата директорка дојде, седна, разговаравме, се констатира одредени работи каде што требаше да се направат одредени дополнувања за исплата на субвенции во земјоделие. И да не заборавиме, ние во 2024 година плаќавме долгови од 2021. И мислам дека ова веќе сите го знаат, а најмногу го знаат земјоделците. Ние сега плативме тутун во јуни месец, иако можевме да го исплатиме до 31.12 согласно закон, 2 милиарди за тутун плативме во месец јуни. Така, можевме да ги исплатиме до 31.12. Се трудиме сите обврски кои што ги имаме, особено од одредени категории, како што се земјоделците, како што е социјалата, како што е образованието за студентите, да ги сервисираме на време. И ако има одредени промени кои што се случуваат, логично е дека треба да настанат одредени дополнувања. Секако нема да го исклучаме моментот дека очекувавме и одредени промени во одредени закони, меѓутоа тие не се случија во овој период и тие исто така, да кажеме, изместија одредени математики. Например, вие ќе видите дека имаме зголемување на социјалната помош. Во моментот претпоставувам дека сте во тек, трае акција во Министерството за социјална политика околу гарантираната минимална помош, каде што секој еден примател на кратко како го викаат ГМП, треба да се пријави, обновува документи и така натаму, врз основа на што треба да констатираме и да видиме дали навистина таа бројка која што прима социјална помош е таа бројка или ќе има друга. До овој момент веќе има информација дека дефинитивно бројката се намалува. Сега тоа како Министерство за финансии го очекувавме дека ќе се случи на почетокот на годината, не се случи, тоа се тие поместувања кои што исто така во текот на годината, нели, прават одредени пореметувања каде што треба дополнување, бидејќи пола година веќе поминала и ние сме постапувале согласно постоечкиот закон. Сега и да се сменат одредени работи, веќе ќе имаат ефект на половина година, но тој ефект за половина година ние сме го рачунале за цела година. Спомнавме дека има зголемување, но рековте колективни договори. Тука малце сум јас збунет, бидејќи зголемувањето за плати, колку што се знаме, е 1,1 милиарда денари. Толку е зголемувањето со ребалансот на буџетот и вие кога го образложувавте на пресконференцијата после владината седница ребалансот, рековте дека тоа е меѓу другото поради колективните договори и тука го спомнавте. Едно не ми е јасно мене како човек што следи економија, буџети веќе 25 години ги работам, како овие 1,1 милиарда за колективни договори не се предвидени со основниот буџет? Како од небо паднаа
колективните договори во оваа година и не сте ја предвиделе во декември кога се правеше буџетот за 2026 година. Искрено да ве прашам, тоа ме збунува малце, како некој да може да си оди и си подпишува колективни договори и ви вика, сега ќе треба да обезбедите пари, бидејќи јас подпишав колективен договор, не знаевте во декември вие или тој што ги подпишува сега колективните договори. Па јас мислам дека потранспарентен од нашиот премиер не знам дали постоел некој. И ако знаете, една година претходно тој е во постојана комуникација со синдикатите, така? И имаше една група, ајде да кажеме, тоа е УПОС, со кој што година дена преговаравме и не можевме да се договориме. А ние во декември што да предложиме? Имаме основ на кој ќе зголемуваме нешто? Немаме. Министерството за финансии работи исклучиво на база на документи. Врз основа на тоа што е нели нормално институциите го доставуваат, тоа што го договараме, дали ќе има одредени промени во закони, што се очекува и така натаму. Меѓутоа, во конкретнава ситуација, додека не седнеа да се договорат, не може ние однапред да знаеме дали дефинитивно ќе прифатат и дали ќе биде процентот 5, 6, 3, 8. Многу е неодговорно да испроектирате нешто кое што знаете после тоа дека можеби не е точно. Не ни знаевме дали воопшто ќе се постигне договор, бидејќи една година пред тоа ги водевме разговорите. Ние успеавме со образование, успеавме со здравство, меѓутоа тука имавме дискусија која што се одолговлечи, да кажам, за на крајот да успееме да го договориме и тоа. Момент. Да, повелете. Дополнително на тоа, имаме ситуации каде што имаме и нови вработувања. 200 нови вработени во судство, така, кои што не беа исто така планирани. Имаме нови вработувања по реформската агенда. Еве, например, Агенција за одземен имот. Има во обвинителство исто такви кои што согласно реформската агенда треба да се примат. Имаме дополнително одредени барања од одредени институции за нови вработувања кои што се случуваат сега во овој период. Земав податок чисто како споредба. Во 2021 година бројот на вработени кои што примаат плата од буџетот, независно дали станува збор ставка плати или ставка блок дотации, бидејќи она што се трансферира кон единиците на локална самоуправа, во суштина дел е за образование, дел е за култура, како и да е, тие се во блок дотација, но треба да се додадат во масата на плати. Така. 87.000 лица, ние денес имаме 85.000 лица вработени. Тоа се 2.000 лица помалку. Има институции кои што бараат нови вработувања за тоа што немаат доволно. Така што ова е една комбинација од сето тоа кое што претходно не било предвидено, во меѓувреме ние како Министерство за финансии можеме да кажуваме нели дека треба да внимаваме во делот и на вработувањата. Но ако се постигне договор за 200 лица, притоа морам да напоменам дека во периодот на претходната влада, ако го погледнеме особено судство, ќе видиме дека околу 1000 лица имаат помалку во тој период и никој не се погрижил да го надополни бројот. Нема да навлегувам во дискусија 2% доверба во судство или не, тоа е друга тема. Јас сега само дискутирам за фактички состојби. И ние што договоривме? Во следните години помалку да се зголемува бројот, за да не дојде фискалниот ефект наеднаш голем. Но ако ги погледнеме платите како ставка, во однос на бруто домашниот производ, што треба повторно да биде некоја реалност како планираме, ќе видиме дека ние не отстапуваме многу во однос на претходните години во делот расходи за плата во однос на така. Овде се поставуваат неколку прашања, тие ќе ги поставам после првата пауза, време е за првата пауза, а што ќе зборуваме, одма ќе продолжиме за да не ни отиде мислата, први како ќе се финансираат овие расходи и второ елемент што мислам дека исто така многу важен, дали во услови на кризна година, исклучително кризна година, сепак требаше да се оди со зголемување на расходите, а не малце да се закочи или да се одложат некои расходни страни, односно да се намалат расходите, бидејќи сме исклучително во кризна година, која што можеби после ковидот една од најголемите кризи беше енергетскава криза со Иран, Израел и Соединетите Американски држави. Но сега е време за првата пауза, се враќаме, ќе продолжиме со овие дилеми што се гледаат од ребалансот на буџетот. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг,
луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во Сладок Луп, отсега и со нов вкус. Лимон. Кека. Ке сакаш уште. Витаминка. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Нека крцка од среќа. Ново! Хепи чоколадо со Смартис. Пробај го денеска. Да, продолжуваме со подкастот. Гостинка министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочовска, без В, тоа морам да го запамтам и така да подпишам. Зборувавме за зголемување на расходната страна со ребалансот на буџетот. Како што реков, половина од 189 милиона евра зголемени дополнителни расходи предвидени со ребалансот, половина, значи 94 се наменети за трошоци, за трошење во различни области, како што се субвенции, додека 95 милиони евра се наменети за дополнителни капитални инвестиции. Но централно прашање, две централни прашања што произлегуваат од сево ова е дали требаше да се оди со зголемување на расходи во услови на голема економска криза, како што ја поминуваме и уште имаме последици. Гледаме дека полека завршува, но тоа ќе трае веројатно до крајот на годинава, додека не се стабилизираат пазарите и додека не се оформи некоја нова економска реалност. Дали во вакви услови требаше да се оди со зголемување на расходи, а не со кратење, и како ќе го финансираме сето тоа, бидејќи кога ќе се дзирнат приходите, не стоиме баш најсјајно во реализацијата на прибирањето на парите. Ајде со ред првин знам дека одма сакате за финансирањето на приходите, но првин да дадеме една оценка дали не требаше малце да се биде порестрективен во буџетот. Па видете, првин нафрлате одредени зборчиња како не е најсијано прибирањето, па ми префрлате и ќе остане запаметено дека не било најсијано, не е така. Ама ќе го нема да го прескокнеме, ќе биде второ после првото. Ќе го првото. прескокнам, така, и ќе биде второ и еве ќе се фокусирам на ова што првично го зборуваме. Видете, кога станува збор за расходната страна, поготово во овие услови сега, секогаш се поставува прашањето, поготово министерот за финансии има најтешката улога, затоа што ако сакаме да ги гледаме работите само од аспект на тоа каков треба да биде буџетскиот дефицит, ќе кажеме, да, министеров се држи цврсто до бројката. Но на другата страна имаме живот и реалност. Која е реалност? Ајде првин да тргнеме од колективните договори и покачувањата на платите кои што ги имав. Овакви услови, може би некој ќе рече како се согласувате да се зголемат платите. И сега се постава прашањето. Некоја институција која што има повисоки плати е позаслужна за разлика од некоја друга која што има пониски плати? Постојано имаме и сме под притисок, вработени од институции кои што имаат пониски плати, не знаат зошто, како да се казнети, бараат да се префрлат во институции со повисоки плати. Сега се вратиме назад и да се прашаме, ВМРО ДПМНЕ го направи тој проблем? ВМРО ДПМНЕ уште во 2020, мислам, беше првиот колективен во една институција и нема веќе да спомнувам институции, бидејќи после тоа целата дискусија ќе отиде во таа насока и нема да никој да ја гледа суштината. Суштината е една, две, три институции добиле колективни договори, една институција добила во сред избори колективен договор,
Дали е законски или не, ја не сум надлежна тоа да го зборувам, дали има постапки или не, исто така не сум надлежна да зборувам. Ја сега зборувам фактичка состојба. И сега вие се доведувате во ситуација дали во услови на криза треба на овие кои што не знаат зошто се казнети, зошто имаат помали плати во однос на другите, и понатаму да ги игнорирате. Комплетно неприфатливо. Понатаму, дали земјоделците заслужуваат да ги добијат парите кои што претходно во некакви програми очигледно било влезено и во некакви математики. Мислам дека не треба да биде предмет на дискусија дали треба да се исплатат тие средства. Сега доаѓаме до еден друг момент. Капиталните расходи. Се сеќавам кога почнуваше проектот Safe City. И не случајно го зборам, затоа што во тој период има бурни реакции дека тој проект ќе чини 100 милиони евра, дека во моментот не сме во состојба да го направиме тоа. Но со тек на време, нели, се стави како приоритет и почна да функционира. Колку човечки животи спасивме? Знаете колку такви проекти има? Сакате да зборуваме за водовод, канализација, пречистителни станици, пречистителната станица Скопје е тука. Има ли цена човечкиот живот? Мислам, кога ги зборуваме работите, треба да ги гледаме не само низ призма на 3,5%. Тоа беше и мојот став претходно. 3,5% нема измрдување. А на другата страна имаме живот, реалност, така. И имаме одговорност кон граѓаните. Така што во некој момент ќе бидат расходите повисоки, видете, може би е криза, меѓутоа ние и во првиот квартал имаме одлична стапка на раст. Но доаѓаме до прашањето дали е време во криза, бидејќи не секоја капитална инвестиција дава директна придобивка од кога ќе заврши за економијата. Имаме, значи, капиталните инвестиции имаме директно влијаат сите капитални на бруто домашниот производ, го зголемуваат додека постојат. Но од кога ќе завршат, имаме индиректно директно влијание на економијата, индиректно влијание на економијата, имаме за подобрување на квалитет на живот. Тоа би ги сврстале, така би ги направиле капиталните инвестиции од кога ќе бидат завршени. Дали можеше да се одложат дел од капиталните инвестиции, дел од расходите што ги планиравте, бидејќи сега го скокаме делот што беше за финансирањето, ќе се навратиме малце, доаѓаме до прашањето дали и вие малце со ваквите екстензивни капитални инвестиции, со зголемувањето на трошоците, не влијаете на страната на агрегатната побарувачка во државава. И со тоа и да ја подгревате малце инфлацијата. Има повеќе пари во системот преку плати, пензии, преку капитални инвестиции, добра, услуги, значи зборувам за многу повеќе пари од што треба во системот, со што влијае и на инфлацијата. Значи се подгрева малце и агрегатната побарувачка. Ајде, од ова повеќе пари. Пензиите 3% раст во последниот раст, толку ќе биде и следниот. Да, нема. Инфлацијата е поголема. Не може пензиите значи никако да влијат. Платите може би имаат повисок раст. За колку луѓе зборуваме, ги споменавме. Дел од нив добија претходно, дел и веќе да, имаат раст, бидејќи година за година, нели ветивме до 2028 да им ги испегламе платите на сите, имаат одредено влијание, на за која бројка зборуваме. Еве да ги земеме сите овие кои што примаат плата преку буџет. Колку вработени има во државата? Државата ја прави инфлацијата преку платите. Сите вработени се во државата? Не. Приватниот сектор има огромен број од тие лица вработени кај него. Што значи дека платите не можат никако да имаат директно, можеби имаат мал дел, но никако не може да имаат влијание за да имаме ние 4,5, 4,3 инфлација или која е бројката независно над 4%, затоа што целиот тој раст кога ќе го земете како просек е многу помал. Капиталните инвестиции нема зошто да создаваат инфлација, напротив, во вакви услови на криза треба да има. И не случајно и слоганот наш за време на роденденот беше Македонија забрзува. Ние констатиравме дека во последниве неколку месеци навистина одредени министри се фокусирани и посветени на работата и како резултат на тоа кажавме во ред, еве, нека имаме поголема реализација. Сега кажете ми вие да сте во ситуацијава министер за финанси, што ќе кажете? Нема да изградиме канализација ваму, шкртаме криза.
и тие луѓе нема да добијат канализација или не знам. Ќе добијат за 6 месеци од сега, кога ќе се смири, кога ќе знаеме на што сме, кога нема да го Ма продолжиме овие луѓе буџетскиот се дефицит. 35 години во криза, што правиме муабет? Да, Од која знаеме за себе, ние сме во криза и цело време ги Апсолутно, викаме јас сме сум во да криза, транзиционно во криза, дете, во криза. тука не станува збор за сето тоа, сум ги проминал сите. Знаете што? Кризата и на Југославија, распадот и на градењето на држава ваква каква што е. Но сакам да Знаете ви што, на објаснам. пример, мене повеќе друго ме мачи. Дали- Јас сега знам кај се трошат парите, ама на пример во 2022 576 милиони која бил дефицитот или во 21 631 милиони. Јас не знам таму кај се потрошиле парите. Јас денес знам, бројките го потврдуваат тоа. Сето тоа што ние го правиме се пресликува преку сите економски индикатори, преку сите. Вие може, не знам, после нашево интервју ќе излезе опозиција, ќе вришти, ќе прави кочоска, вака, така, не знам што. А што прави кочоска? Обезбедува пари да има инвестиции, за да може граѓаните да имаат и пречистителни станици, и патиштата да се доизградат, По која цена? отпадот да се собира и во исто време обезбедува еднаквост на сите оние кои што работат во администрација, која што еднаквост ја нарушија тие. И сега ќе излезат и ќе вриштат. Да, ма се постава прашањето по која цена. Затоа што гледаме дека се влошува состојбата не само за Македонија, општо на пазарите, ние се финансираме, имаме голем буџетски дефицит, финансираме добар дел со нови задолжувања, новото задолжување ќе биде 752 милиона евра за оваа година, а новиот дефицит што е со ребалансот е за 114 милиона поголем од милиони евра поголемо од тоа што е планирано за со основниот буџет. А цената ќе биде висока, а гледаме дека заради кризата, да не употребам сега лош збор, да не се испокараме дополнително, приходите не се реализираат како што треба да се реализираат. Треба некаде ова да се финансира. Не можеме да земеме кредити само, можеме за буџетскиот дефицит, но треба да се овие расходи да се финансираат од приходи. Приходите гледаме дека реализацијата не оди најдобро како што треба да оди. Значи вака, прво по која цена? По која цена се финансираме зависи од многу аспекти. Ама исто така во 2022 кога 576 милиони се финансирале, сме земале кредит со каматна стапка од над 7%. Тоа не се случило до сега, ниту ќе се случи. Барем во овој период додека состојбите се под контрола, апсолутно нема никаков проблем. Јас мислам дека во изминатиот период, и тоа не го зборувам само јас како министер за финансии, туку и луѓето со кои што комуницирам, а се странски инвеститори, кажува дека навистина најдобро ги менаџираме состојбите и заради тоа и кога издававме еврообврзницата имавме најниска маргина. До сега, историски гледано. И сите беа изненадени. Верувам дека можеби потајно нема никој да го признае тоа, односно гласно, но потајно во себе знае дека е така. Мислам дека втора најдобра бевте, така, добро, окей, маргините што ги имавте. Втора најдобра, не знам, јас ова мала кажам дигресија. следните. Но Не знам јас- што значи тоа Да, втора најдобра. Имаше и малце подобра еврообврзница, таа беше мислам дека првата во 2005 што Ако беше. имало такво нешто, 10 тогаш годишната треба да што ги беше. видиме околностите. Така, да, добро, но во кои што окей. се издала и Неспорно. кој бил јавниот долг во тој Така, момент. но да се Да не биде повторно. Мојот карактер не дава да бидам плачка, буквално така. добро. Но дефинитивно, кога ќе споредиме со сите претходни министри за финансии, ова е најтешкиот период во кој што јас успевам да го менаџирам и министерството и целата држава од аспект на пари. А да бевте плачка, што ќе зборевте? Ќе кажував реалноста дека ситуацијата е многу тешка, така? Затоа што вие цело време одите по линија, по рап на провалија, бидејќи 60% е дефицитот, јавниот долг се извинувам, и цело време некако се трудам да го изменаџирам и да го држам таму. Така? Цело време и успевам во тоа. Иако многу пати сум зборувала. Не е страшно затоа и овој дефицит од 4,1% нема да биде страшен доколку сето она што е планирано како капитален расход или капитална инвестиција се изреализира и даде резултат. Тогаш позитивни ефекти ќе имаме во економијата. Тоа е она, морам да го напоменам, тоа е она што во 2011, 12, 13 година Македонија ја одржуваше подобра, да биде подобра економски од сите соседи. Точно тие инвестиции. Не завлегувам во структурата и какви биле, но инвестиции имаше
И затоа имавме одлични резултати и секогаш бевме прва економија на Балканот во тој период. Натаму веќе се нарушија. Сега доаѓаме до состојбите. моментот на приходите. Значи, јас ги гледам она што ми е достапно во моментов, а тоа е фискалниот бројач на веб страницата на Министерството за финансии. Ги имам податоците од 22.6. Требаше да ги имам и од 23. Во 12 часот, но дел од тимот што ги објавува ми дише во врат и вика да бидам внимателен како постапувам со министерката, така што веројатно ќе ги добиеме за 1 сат, но оноа што го имам на 22. Инаку голем поздрав до тимот што ги објавува податоците. Сега приходите ги гледам на 22.6 се 43,22% реализирани, разходите се 48,16 и имаме вечната расправа јас и вие министерке, дали треба да ги гледаме идеалната дистрибуција, која што до денеска би требало да биде приходите да се соберат околу 47%, односно и во извршувањето на буџетот заклучно со април се гледа дека има доцнење односно во реализацијата, за останување во реализацијата, не доцнење за останување од некои 3 до 4% поени од она што би била идеална дистрибуција месечно од 8,3% што се прави. Со вакви расходи кои што се надпроектираните, кои што се 48,1% поен надпроектираното, што би требало до денеска да биде, а со потврлени приходи од 43%, односно на неколку процентни поени пониско, малце сликата се добива дека софинансирањето не е најдобра. Ајде кажете ми една година од оние од 2010 кој што ги имате на Министерство за финансии, која е таа година во која што имаме идеална распределба? Една кажете. Не има со планови, но генерално Една кажете ми година во која што првата половина од годината собрала идентично колку и втората. Кажете ми една и ќе кажам има отстапувања, но веќе се зголемува гапот од 3 до 4% поени, мислам дека е сериозно. Какви имате вие податоци? Математиките ваши пробав да ги извадам за да бидеме и појасни и за гледачите. Например, 2025 година, од 1 до 5 месец биле собрани 31,9 милиарди денари, втората половина од годината 55 милиарди. Со математиките ваши, 31 милиарда да се ја поделиме со 5 и да ја помножиме со 12, ние ќе требаше да собереме на крајот на 2025 76 милиарди. Погледнете колку сме собрали. 87. Од 76, 87 милиарди. Тоа е година во која што имаме огромен буџет. Така, сега јас ќе одам со друга година, исто ќе дадам како пример, но разликите не може да бидат исти ако е буџетот поголем и нормално разликите на крајот ќе бидат поголеми. 2019, еве го, ДДВ-то повторно. И ДДВ-то го гледав и за 25-та, ДДВ-то за 2019. Првите 5 месеци 20 милиарди 704, втората половина 31 милиарда 355. Со вашите математики тие 20 милиарди, која ќе ги поделиме со 5 и помножиме со 12 за да го пресликаме, нели тоа идеалното, ќе добиеме 49 милиарди, а ние сме собрале 52 милиарди. Да, 2019 буџетот, споредете го со буџетот денес. Што значи дека таа ваша констатација дека приходите не ги наплаќаме како што треба, апсолутно не важи. Сега ќе кажам нели дополнително зошто. Добро. Еве од 1 јануари до 28 мај, зашто 28 мај, затоа што 31 мај мислам дека беше неработен ден или како и да е. Тоа е последниот, мислам 29 беше задушница, петок, па сабота, недела. Точно заради тоа 28 мај е последниот работен ден од мај. Затоа велам од јануари до мај. ДДВ-то има раст од 9,1%, а согласно планот за годинава, растот треба да биде 6,3 за да го исполниме. Јас така гледам. Добро. Дали месец по месец, кој ќе ги собирам кумулативно, Добро. стигнувам до реализациите кои што се потребни. Кај ДДВ-то и кај останатите. Со тоа што има повторно даноци кои што повеќе се наплаќаат во одреден период, некои помалку. А контацијата и данокот на добивка може да е најголемото полнење во месец април, меѓутоа ако добивките биле поголеми, а контациите се поголеми, па до крајот на годината исто така во споредба со претходна година имаме поголемо полнење. Кај данокот на личен доход исто така, значи се полни согласно планираното, тука се очекува и одредени
измени да има, не во смисла на измени на стапка, туку повеќе од игрите на среќа согласно и нели новиот закон и одредени правила кои што ги воспоставуваме, така што во однос на даночните приходи, јас не можам да кажам дека ќе има отстапки. Сега никој не е идеален да го испроектира тоа 100%. Меѓутоа, математиките до сега покажуваат дека даноците ќе се соберат. Вас треба да ви расте 6,3% за да бидете во споредба со лани. Со имаме една мала разлика, тоа врз основа што сте го реализирале лани. Но лани, например, акциза имавте сериозно потврлање на крајот од годината. Добре. Сега тука растот на акцизата за истиот период што вие го зборите е минус 6,5% во споредба со лани, а лани имате потврлање 13% и Па таму поене. правиме корекции сега со ребаланс. Тоа е исто така. Увозни давачки исто така имате потврлања, значи сериозно, ама правите само 1,6 милиона колку што знам. Дали е доволна таа корекција? И гледаме дека сакате да финансирате многу интересно новите расходи, сакате со донации да ги финансирате, мислам со донации колку Ставката е несрекна донации, но станува збор за грантови. Тоа се грантовите на Европска унија кои што се поврзани со ИПА фондови во најголем дел, но имаме грантови во различни институции. Има и во Министерство за транспорт, има во Министерство за внатрешни работи. Сам јас тука имам податок, имаме грантови во Министерство за животна средина. И не гледам ништо чудно. Ако после секој состанок на реформска или кога излегуваат податоците, или кога излегуваат податоците за ИПА, се создава една хистерија дека државата е неспособна да обезбеди реализација, да кажеме, на проекти и да обезбеди за да ги искористи и ни пропаѓаат грантовите, сега со тоа што одредени институции кажале дека очекуваат поголеми грантови во периодот затоа што имаат реализација, нема ништо чудно. Едно од поголемите грантови, например, е и грантот кој што треба да го добие Министерство за животна средина, односно го добива и во периодов, а и во претходната година го добиваше, а е поврзан со пречистителната станица во Скопје. Така. Верувате ли дека ќе ги исполните таргетите за приходи и со тоа ќе биде што се вика се подмирено, бидејќи лани имавме приходите, вкупните приходи беа само 92% од планираното, ДДВ-то е добар, беше 100,4%, но имавме, нели, спомнав акцизите, увозни давачки, имаше потврлање кај овие давачки. Но дали ќе го исполните се за оваа година за да можеме ова што го гледаме овде новите расходи да бидат финансирани како што треба, односно да имаме дополнителен буџетски дефицит од 114 милиона евра сам. И самиот кажавте дека имаме грантови, имаме неданочни приходи, имаме собствени сметки на одредени институции и тука зависи од секоја институција сето она што се го предвидела и спланирана дали ќе го изреализира или не. Кога станува збор за собствените сметки, тоа се пари кои што ги имаат тие на сметка за нивни расходи. Ако не ги реализираат расходите, нема да се реализираат ни овие приходи. Така што сето тоа зависи од самите институции во која мера ќе изреализираат расходна страна и што планираат до крајот на годината. Во овој момент состојбите кажуваат дека тие имаат можности сето тоа да го реализираат. Сега, дали за одреден грант, например, не знам, во животна средина, бидејќи рековме, нели, таму се поголемите грантови, тие ќе ги доисполнат сите услови, бидејќи и грантовите не се даваат така, нели, треба да се исполнат одредени услови, тоа веќе не зависи од Министерството за финансии, зависи од нив. Да. Така што, кога станува збор за вкупните приходи, едноставно делот со грантовите кои што не зависат од Управа за јавни приходи од Царинска управа или кога станува збор за нивните собствени сметки на кои што се ги прибираат парите, никој не може да им ги чепне. Тука не можам јас да гарантирам дали ќе биде така или не. Тоа се нивни планови, предлози дадени на Министерство за финансии. Затоа постојано зборувам за она кој што е надлежност на Царинската управа и на Управата за јавни приходи, бидејќи исто така и од нив добиваме податоци. Сега, да не заборавиме.
Имаме два моменти кои што тука се многу важни и треба да се споменат. Прво е солидарниот данок. Солидарниот данок ние 1,5 милиарда денари ги исплативме. 25 милиона заклучено, евра. 25 милиони евра. И тие ви се изнетирани тука. Кога не би ги имале да ги плаќаме повторно туѓите обврски, неспособностите, одлуките што ги носе и сето тоа што се случуваше, ние денес во оваа математика што ја правите, што нема да се случи во втората половина така, имате 1,5 милиарда плюс. Добро. Дополнително на ова, имате исто така од мерките ефект, кај ДДВ-то не се отслика толку. Знаете зашто не се отслика? Зашто инфлацијата малку влие, кај ДДВ-то немавме некое отсликување за мерката која што ја имавме поврзана со нафтата и нафтените деривати, меѓутоа кај акцизите се отслика. Во втората половина од годината, и тоа, барем јас се надевам дека она што се случува на Блискиот исток ќе се стабилизира и нема да имаме мерки, и така ние предвиден буџетот, Така. да нема мерки, така што еве од старт ние сега во овој момент зборуваме за најмалку 3 милиарди и 100 кои што ние ги изгубивме, а требаше да ги Така. наплатиме, така? Време е за втората пауза, како лета времево, а време е за втората пауза, пред неизе да отидеме на втората пауза, едно прашање, гледаме дека капиталните инвестиции, значи ќе бидат 747 милиона евра, имаме зголемување од 95, но бехте ли енка во овој момент не е во под Министерството за финансии, веќе финансира префрлање во Не под ЈПДП. транспорта, никогаш не било под Министерството. Мислам во под владата, односно парите секогаш вие ги обезбедувате. Затоа сметам буџетски штом се финансира под вас е се, сите министерства се под вас, само владата е над вас, општото тело, инаку вие ги давате парите кога е во прашање. Бехте Ленка ви фигурира се уште со колку 100-200 милиона во овие 752. Зошто ви фигурира кога е сега под ЈПДП? Затоа што тие пари се исплатени, се не можеме да ги минусираме, тоа се веќе исплатени фактури. И сето тоа што било до 36, таков е и законот, сето тоа што ќе се исплати до 36, сето тоа влегува во, односно нешто ќе се исплати што ќе се фактурира до 36, не влегува во рамките на буџетот, понатаму од 1.7 веќе самиот ЈПДП како институција ќе си ги обезбедува средствата, што впрочем, нели сега се и во процедура и го договараат тој дел. Но како може, ако нешто веќе сте го исплатили и реализирале, не можете вие да го минусирате? Тоа постои, веќе е платено. Добро платено, но да во бројката од 747 дали да стои или да не стои. Ама не може да не стои. Добро. Нема. Океј, значи ако имало нови пари, плюс, да речеме, предвидени за Бехтел, па сега ние сме го префрлиле на ЈПДП, не биле реализирани, можеме да ги скратиме. Да. Ние, еве, например, и во тој дел, за ЈПДП имавме предвидено повеќе средства за гаранции, односно, нели, тие не беа предходната година и предходните години најголем дел од гаранциите или долговите ние им ги плаќавме затоа што има државна гаранција, сега веќе и тука некоја 1,5 милиарда пренаменивме од тие средства, отиде на други расходни ставки, затоа што ЈПДП веќе се стабилизира и сам си ги сервисира врските. време е за втората пауза, се враќаме после неизе да разговараме, да финишираме малце за ребаланс на буџетот, тоа што изоставивме да прашаме и за уште неколку важни теми кај што малце ќе измешкаме и малце дневна политика. Затоа што гледајте ни во третата третина од подкастот.
Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус, како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп, од сега и со нов вкус. Лимон. Кека. Ке сакаш уште. Витаминка. Да, финишираме со подкастот. Гостинка е министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочовска. Зборувавме за многу работи, пред се за ребаланс на буџетот и за финансирањето на дефицитот и за многу работи. Затоа гледајте, не е само третава третина, гледајте го целиот подкаст, но ќе останеме уште малце на ребалансот. Главно што може да се забележи од бројките, пензиите не се чепнати. Ни за првиот, ни за вториот столб нема никаква промена, што треба да ја заклучат пензионерите дека нема да имаат зголемување на пензии дополнителни, односно нивелирањето во септември какво ќе биде. Тоа е предвидено со основниот буџет. Како ќе биде линеарно, процентуално, што ќе се случи со пензиите, како гледате на ПИОМ, како гледате и на вториот столб? Не, пензиите се планирани согласно законот и врз основа на пресметките кои што ги направив, констатиравме дека кај ПИОМ добар е планот, согласно планот оди реализацијата, така што нема потреба од некое дополнување во тој дел. Во однос на вториот столб оваа година исто така, значи планирани се средствата за цела година така како што оди нели по пресметки. 19 милиарди и 900 милиона денари, така е. Така, 19,6. 19,6, добро. Така е, и имаме поприлично, да кажеме, зголемување во однос на претходни години. Например, интересно е да се спомне фактот дека вториот столб во 2021 бил 9 милиарди. Зошто толку порасна? Затоа што растат и платите и како процент се менува. Морам да ве прашам, дали се префрлаат сите средства во вториот столб, бидејќи од завршните сметка на друштвата со кои што оперираат со парите, тоа се пензиските друштва, имаат побарување од Министерството за финансии, на секоја година пријавуваат дека Не може да немаат тие со Министерството за финансии никакви допирни точки, како може да имаат побарување? Апсолутно не. Значи, ајде да го објасниме ова и да го разграничиме. Пензискиот фонд е тој кој што исплаќа. Пензискиот фонд си има своји придонеси кои што веднаш се трансферираат кон него, а тоа е од платите, нели, оној дел што оди, и дополнително тоа што фали, што е сега огромно, го дополнуваме ние. Така. Согласно ликвидноста и нивните проекции, тие се обврзани да им ги префрлат парите. Доколку не реализираат тоа што им е согласно планираното, да го приберат, и малку да има неусогласеност, можеби врз основа на тоа заради ликвидностни, ние ги викаме ликвидностни проблеми, а ликвидностни се затоа што тоа што било испланирано не е прибрано, тука може да се појави гап затоа што секогаш приоритет се нели пензиите за исплата. Но еве кажувам оваа година 19 милиарди и 600 наспроти 14 милиарди во претходната година за вториот столб, така што не можам да се согласам во однос на трансферот. Но доаѓаат, се зголемуваат трансферите за ПИОМ од година во година, се гледа дека стигна до милиарда да се префрлаат од централниот буџет. Планирате ли нешто да направите? Ова е сериозна бројка, тоа е една 16% од буџетот у суштина оди за пензии. Ова е проблем кој што го третира Министерството за социјална политика и знам дека нешто во моментот работат. Исто така имавме понуда од страна на Меѓународниот монетарен фонд да дадат некои дополнителни анализи како техничка помош, нели без надомест. Кога бе во Вашингтон се согласив да се направи анализа на, да кажеме, пензискиот систем и да видиме каква ќе биде состојбата. Морам да ме вратам на едно прашање. Буџетскиот дефицит е 4,1%.
со што и фискалната стратегија генерално не е веќе валидна, што ја донесовте некаде во мај, на почетокот на мај. Во вие фискалната стратегија е многу Крај на април во влада. добро собрание. Да, ама собрание само ја разгледува. Добро, Влада јас ја сметам како собрание, добро, фискалната стратегија 27-31, значи 2027-2031. Тоа може со буџетски дефицит од 4,1% и со ваква фискална стратегија, која што не е актуелна, а врз која што ја меѓународните финансиски институции ценат како ќе се одвиваат политиките, фискалните политики, дали може да се загрози кредитниот рейтинг на Македонија? Односно да ни поскапат парите за кредитирање, а гледаме дека буџетскиот дефицит во последниве 5-6 години е сериозно висок. Видете, ако погледнеме историски гледано каква е состојбата со кредитниот рейтинг, ќе видиме дека и во години кога сме имале висок дефицит, дури сме имали менување на аутлукот или изгледите од негативни во позитивни, така што јас не би го врзувала толку кредитниот рейтинг со дефицитот, затоа што во конкретнава ситуација нели кажавме дека најголемиот дел е за капитални инвестиции, тоа секогаш се поздравува од страна и на меѓународни институции и не очекувам таму да има одредени промени, но секако мора да кажеме дека дефинитивно, например, одлуката на Народната банка ќе има влијание на домашното задолжување. И сега ние со овој ребаланс на буџетот не направивме никој, напротив, оној дел кој што ни беше планиран за позаемување на домашниот пазар го префрливме на странски, за да не правиме притисок на банките, нели мајки предвид и состојбата во прва половина, да кажеме, од годината. Меѓутоа имаме државни хартии од вредност кои што треба да се рефинансираат, така што дефинитивно во тој дел ќе има поскапување на домашниот пазар со домашните хартии. Дали имате веќе симулација колку би било поскапувањето, колку ќе ни се рипнат каматите, колку ќе ни рипне задолжувањето? Не. Мислам, дали имаме ние наши пресметки, меѓутоа тоа, видете, нема да биде тоа не знам колкав износ и да влијае многу, затоа што првата половина од годината помини. Така што истовремено во целата таа комбинација на камати, ние например враќаме кредити со повисоки каматни стапки. Ви спомнав еден кредит со повеќе од 7% каматна стапка. Нели ги рефинансираме со кредити со пониски каматни стапки. Ние не земаме само државни хартии од вредност, во тој куп имаме комбинација. Така што не може да кажеме дека сега зголемувањето на каматните трошоци е резултат на повисоките камати. Тој е резултат на зголемувањето на долгот, но се трудиме да се менаџираме во делот на каматните стапки. Ова е многу важно прашање, затоа што може би и да се протолкува дека ребалансот е по фискална релаксирана политика што ја води владата, а од друга страна Народната банка малце затегна, 0,25% поени зголеми за благаничките записи, но тоа значи рестриктивна монетарна, минимално, но порестриктивна монетарна политика. Дали у суштина ќе дојдеме во колизија оноа што јас го прашував во изминативе неколку подкасти кога ми беше и гувернерот и други гости, дека да можеме да дојдеме во позиција каде што вие ќе бидете по експанзивни, а колку што сте вие по експанзивни како фискална политика, толку ќе биде порестриктивна монетарната политика. Дали да може да дојдеме наскоро во некоја колизија? Не, апсолутно не може да дојдеме во таква ситуација. Гувернерот, ако направиме анализа во однос на претходниот гувернер, мора да се согласиме дека дефинитивно води далеку порестриктивна монетарна политика во однос на претходната гувернерка. Да се подсетиме на 13-14% инфлација во државава. Ние имавме каматни стапки на Народната банка со 2%, 2,25%, нешто што и многу бавно тоа се менуваше. Да речеме, каматните стапки отидоа над 3,5% малтане во периодот кога се промени власта, но претходната гувернерка тоа е да се води некоја премногу, ајде би рекла, либерална монетарна политика, а сега имаме премногу рестриктивна. Сега тоа е можеби моje гледање на работите, но јас само ги споредувам двата периоди. Не одам во претходно, споредувам два периоди и велам дека на инфлација од 4,25%
5%. Имаме веќе каматни стапки од 4,25, а на инфлација од 14 или 9% сме имале каматни стапки кои биле под 3%. И тоа јасно кажува за типот на гувернери во претходниот период и сега, што не велам дали е лошо или добро, не завлегувам во таа дискусија, но секако, нели, нивна задача е контрола на инфлацијата и тука Мора да бидете ускладени и фискалната и монетарната политика за да бидеме ние посредни како општество, како држава и сето тоа. Ајде сега ќе финишираме у 28 секунди според часовникот си ставив некаде дека ќе трае ова околу 1 час и 5 минути, но подкастите најчесто траат околу 1 час и 15, но ќе завршиме тука со економијата. Сакате да преминеме малце на политика? Да финишираме со политика или сакате уште нешто да кажете за економијата? како беше го најдовте министерот со кој што сакате да разговарате политика. Вака. Помогна сум со бројките. Знам, но јас сакам да ве постам, бидејќи ве гледам заедно преговарате на некои слики таму за реконструкција на владата. Вие сте во тимот кој што учествува за предстојната реконструкција на владата, па тука имам нешто да ве потпрашам, но први на прашањето е, сметате дека исцрпивме доволно за економија или можеме да продолжиме, бидејќи јас имам исто така прашање. За економија мислам дека може да зборуваме цел ден и да биде малку, затоа што ние овде не пативме ни 3% од тоа што е економија. Добро, значи овде се само крупните работи. Само крупните, така. Вие сте економски новинар, добро ја владеете темата, знаете. Така да ако тргнеме да зборуваме, така е, добро. Може да трае многу долго. Добро. За да не биде многу долго, ајде првено на прашање, вие сте во тимот за преговори за реконструкција на владата. Се збореше во кулуари одредени политички дека вие ќе бидете реконструирани. Како гледате на тоа? Ако премиерот не е задоволен, може да смени секој еден министер од кој што не е задоволен. Али логично ли е да преговарате, а вие да бидете сменети? Ама јас од кај констатацијава дека преговарам. Учествувате во тимот на преговори, па ве видовме на сликички. Сликите се стари од пред 2 години. Добро. Па јас знам дека сте и во тимот што преговара напред. Јас не знам, еве од вас слушам. Добро, тогаш окей да ве информирам дека кога преговарате, вие сте тоа, не е некоја друга Гордана Димитриевска Кочовска. Може би има некоја близначка. Добро. Добро, еве, бидејќи не преговарате, ќе ве прашам кои ќе бидат реконструирани министри и дали ќе има замена на ресори? На вистина немам информација и не би можела да споделам ништо. Иако вие велите јас сум дел од тимот, јас велам не сум дел од тимот што преговара. Добро. Добро, вие викате дека не сте, јас викам дека да. Јас нормално дека не знам колку што вие, бидејќи сте вие во прашање, вие знаете најдобро за самата себе, окей. Во овој момент можеби ќе ме поканат, не знам, последниве денови. Последниве денови, окей. А очекувате да останете? Министерка? Немам информација никаква. Со кого ви е најтешко да комуницирате во владата како министерка за финансии? Вие имате една од најтешките улоги, да обезбедите пари и да речете не на тие што сметате дека бараат премногу. Кој вака ви е најтежок за комуникација? Немат некој тежок. Апсолутно со сите. Не се разбираме, со ниту еден. Да се разбереме кога се извинувам. Не се разбираме. Ајде ќе го преформулирам прашањево. Со кого се разбирате најдобро од сиве овие? Мислам со кого можете... Иван Стојковиќ најмалку трошици. Најмалку троши. Добро, кој е најголем трошаџија од министрите и кого најмногу му викате не? Нема најголем трошаџија. Видете, треба да ги разбереме сите министри, затоа што еве на почетокот можеби повеќе им се лутев, со тек на време ги разбирам затоа што секој од нив сака да реализира што е можно повеќе проекти и да се докаже пред граѓаните дека посветено работи. И тука не може да им се лутите, но од друга страна мојата работа е нели нормално да реагирам, затоа што еве ова што го кажавте вие како зголемување на расходна страна, барањата беа 50 милиарди денари зголемување. Или на пример за секој буџет, барем овие два, јас што ги подготвувам за 25-та и за 26-та, кога стигнуваат барањата, иако даваме лимити, нивните барања се секогаш
Пак ме, повеќе од 2 милиарди евра поголеми од тоа што ние пак ме вративте на економија, сака со политика да биде така Па поелефтено. кога зборуваме за министрите, ние зборуваме за буџет, финансирање и така натаму. Иначе јас со сите сум блиска. Рековте 50 милиарди сите барале, толку би требало да биде, но имаше изјави дека треба да скратат сите 5%. Па гледаме дека не е скратено, расходите се зголемени. Каде има ли некој воопшто дека е скратено 5% кај некого? Па 5% не, меѓутоа има институции кои што е скратена, да. Има. А министерство скрати ли по 5%? Може би 5% не, меѓутоа има министерства што скрати. Затоа што се сеќавам во 2003 година после кризата, едно од најтешките чекори што го направи тогашниот СДСМ со министер за економија, мислам Петар Гошев дека беше, ако не ме лаже помнењето, сите министерства исто така има за добиено 5% задача да скратат, освен 3, мислам дека образование беше, дали беше полиција, мислам дека беа 3, образование знам дека не се скрати таму, но сите добија 5% да скратат и сите скратија. И тогаш фискално се стабилизиравме и почна економскиот раст нагоре, бидејќи тогаш почнавме и 5% да имаме раст со новиот министер Никола Поповски. Зошто тогаш можеше да се направи после таа криза, воена криза, сериозна воена криза, што имаше Македонија 5% кратење, а сега не може да се направи 5%. Која година рековте? 2003. 2003 јас бев втора година студент на економскиот факултет. Плаќав партиципација, мајка ми и татко ми плаќа автобуска карта и ми дава пари за да можам да каснам нешто. И учебници, се сеќавам во тој период дека се купува од генерација на генерација, а ние во тој период одевме, баш вчера нешто се подсетувавме, дискутиравме, барем оние студенти од правен економски кај Зуки во Копирница во Мавровка, не знам дали постои денес, ова е. Мислам дека се префрли, да, пред 5 години престана да постои. И сега вие во тој период многу лесно ќе шкртнете ова или она. Се сеќавам дека примав стипендија, не стигнуваше редовно. Стипендијата ќе стигнеше наеднаш за неколку месеци, но вие денес имате многу поразлична состава. Чисто само како еден пример. Денес имате бесплатни учебници, имате студентски оброк, бесплатно возење. Јас се сеќавам тогаш со 22 на партизанска и двојка, оствари, со двојка, од Сарај како одеше према факултетите, ќе си платиш, приватно одевме, зашто државно 35 денари беше едното, 30 другото, ќе си платиш. Денес студентите се возат бесплатно, а Министерството за образование го плаќа транспортот. Не можеме да ги споредуваме периодите. Многу е различно, се е опфатено во закони, дадени се многу права и не оди така едноставно. За да може вие да направите одредени кратења на расходна страна, мора одредени корекции во законите. И еве, нека не се корекции во законите, еден од приоритетите на кој што дефинитивно работиме, но исто така не оди преку ноќ, е дигитализацијата. Дигитализацијата ќе покаже дали има и одредени злоупотреби во систем, можеби ќе се намалат одредени расходи, но не е така едноставно. Така. Последно прашање, дефинитивно последно прашање и за оваа четврта сезона, инаку морам да забележам, знаете ли дека веќе 3 сезони сте ми последна гостинка во подкастот. Бевте лани исто така за ребалансот во третата сезона и во втората, само што станавте министерка, дојдовте кај мене и го завршивме, ја завршиме сезоната и тогаш со вас. Последното прашање што го должам на мојот колега Мирче Јовановски од Независен, инаку секогаш е кај мене запишан како Мирче Утрински, бидејќи најголемиот дел од кариерата го помина во Утрински весник, она што ми вика зошто не го поставуваш тоа прашање, еве ќе го поставам јавно, тоа е негово прашање и јас сметам дека треба да се постави. Зошто се правеше ребаланс ако приходите се толку добри, односно според планираното, и ако тогаш би требало се да биде окей, нема потреба од ребаланс. Зошто се направи ребаланс сега? Ребалансот на буџетот се прави во ситуација кога имате промени на приходна или расходна страна. Значи, кога имате, а ние имаме и на приходна и на расходна. Еве хипотетички, да се направиме дека се е исто. Пречистителната станица во Скопје, со грантовите кои што треба да ги добие, исто како и ИПА-та,
заради пречистителни станици и така натаму, бара корекции на буџетот. Еве, само тоа да е. Така што немаше услови за да се прави било каква пренамена и мораше да се направи за да се отвори простор на ваквите институции да можат да ги примаат средствата и да ги реализираат. Еве, тоа е еден дел. Во исто време, акцизите мораше да се искоригираат, затоа што ние имаме ефекти негативни од акцизите во првиот период заради мерките. Така, тоа се 25 милиона евра во Од суштина. 25 мора да се искоригираат, така. Така, добро. Така што тоа е суштината. Ребалансот се прави во ситуација кога имаме промени на приходна или расходна страна во однос на она што се вика вкупен приход или вкупен расход. А ако имаме пренамени, тоа е сосем друга работа. Пренамените, еве, во се друго идеално да е, немаше да ни завршат работа за одредени проекти за кои што се очекуваат грантови во следниот период. Сега би можел тука и да имам некои коментари и одма ќе влеземе повторно во расправа. Не сакам да влегувам во нова расправа, можам само да кажам благодарам што бевте дел од овој подкаст и повторно што го завршивме сезоната со вас. Се надевам дека ќе бидете транспарентни и понатаму и ќе ми дојдете и наредната сезона за да разговараме дали за ребаланс, можеби и за некои други прашања, на пример еве заборав за финансиските друштва, ќе затворите ли некое финансиско друштво? Ве затворивте пред еден месец едно финансиско друштво, 10 на 15, 20 дена. Сега не знам точно ќе затворите ли некој, бидејќи гледам дека добар дел од здравите финансиски друштва сака да се рачистат состојбите на овој пазар. Вие гледам дека се трудите исто така да донесете закони, но ќе затворите ли некој, работат ли се уште некој? Секој што работи по закон не треба да се грижи, многу укажувања имаме во изминатиот период, теренската ревизија работи и мора. Докаде е таа требаше да заврши, колку што знам теренската ревизија? Па да, сега ги подготвуваат извештаите. Видете, кој работи по закон нема за што да се грижи. Ние одземавме сега една лиценца, меѓутоа јас кога дојдов уште 3, вкупно 4 лиценци од финансиски друштва имам јас до сега одземен. Да го сочекаме и законот за игри на среќа и таму веќе има по рестриктивни мерки, да кажам, можеби таму ќе. Но ви се дигнаа за законот за среќа, ви се бунтуваат, не се задоволни, ќе затвараат, викаат ќе останат 10.000 луѓе на улица. Во приодни завршни одредби имаат рок во кој што треба да се прилагодат, така што не можам да се согласам со Да, ама прилагодувањето кај затварање не е добро. Они викаат дека ќе се одрази тоа на нивниот бизнис. Не може да се одрази на бизнис кој што има приходи од 3 милиарди, сам да му. Добро. Така што јас не можам да се согласам со тоа, но дека ќе треба одредени прилагодувања да направат, ќе треба, сепак треба да ни бидат приоритет децата и нашата иднина. И тоа е подобната точка од која што тргнува Министерството за финансии кога станува збор за законот за игри на среќа. Дали со овој закон не му пуштате водичка на влен како нивно предизборно ветување, у суштина да ги одобрувате малце? Видете, Дали коалиција, кога сме влегле во коалиција, така сме договориле одредени работи од нашите предизборни програми дека ќе треба да ги прифатиме и не само на влен, и на знам, ние сме 3 страни во коалиција, така што мора да се прифати во интерес на коалицијата, ние имаме одлична соработка сите 3. Леле, рековме, па го затворив подкастот и продолживме уште еден ке направиме. Министерке, ајде дефинитивно дадовме и одговори за финансиските друштва и за законот за игри на среќа. Тоа ќе го следиме, нека го следат колегите што работат дневно новинарство. Сепак ова е подкаст, овде можеме и лични ставови, различни размислувања од оние што се официјалните. Уште еднаш ви благодарам што бевте дел од подкастот. Благодарам на поканата и мислам дека секој пат навистина е задоволство да се разговара со вас, затоа што влегуваме во детали. Логично е вие си имате одредени констатации, но на крајот од денот јас сум тука како министер за финансии, должна да ги објаснам сите бројки. Се надевам дека сум јасна за граѓаните и дека имаме една единствена порака, тоа е се што правиме во интерес на граѓаните на еден подолг рок да почувствуваат подобри услови за живот. Благодарам, тоа беше Гордана Димитриевска-Кочовска во последната епизода од 4-та сезона на подкастот Каде се парите, а тие се во Министерството за финансии, ако не сте знаеле, само не се диплат, не се токмат, туку се трошат. Тоа ќе го следиме трошењето и во наредната сезона. Секој добро, се гледаме за 2 месеца.